ти си прв во село Дреново што стави фотоволтаици. Да, прв сум скоро речи. Зошто ги стави? И ставив, да ти кажам, некоја пара има вишек. И така да не може да не ја чувам натки наваки аксијата и затоа и сега ќе турам фотоволтајки. После долго време во зимото бевме една штука, дали си се доволен од? Сега задоволен сум од тоа сето. До сега нема прекинди, нема ништо, нема такви работи, сега е добро. Фактички ти му продаваш на Евана струја. Треба фактично така иде сега. Сега дека му продавам струја сега нема. Сето од фотоволтаиците трошам за струја. Што ти текна да купуваш фотоволтаици? Не знам, така ми дојде на вака, викам, че потрошам вие пари за воапаш, сака нека. И отиде во Инел Интернационал. Да. Во Инел Солар. Ама ти ме прати. И дали си задоволен од таа работа? Задоволен сум. Било ми е. Инаку, Васил Илов е одгледувач на свињи во... Да, свињи имам, доволно свињи имам, негде околу 350 до 400 вадам годишно. И што со ова струја работиш со свињите? Па свините ми кога се прасат, имам ламби, специјално ламби. Добро. Греачи се тие ламби и се топат. До пред друго немам ја туку, знаете. Вишто како се праси одме под ламбата, па топлото одме. Сето и таму се одржава на тоа вака. Затоа го и туе фобојче тај. Многу домачински, бизнисменски добра мисла. Дали си задоволен од Инел? Сега добро е, што нема што да... Малце ме после каснаа малце. Тоа многу работа. Со нас е Душко Сапунџиев, главниот виновник за ова работа. Инел Интернационал долго време присутен, меѓутоа и Инел Солар, Инел Техник, кои прави револуција во Кавадарци за струјата. Па добро револуција, ама тоа беше инженерски предизвик пред се, а помеѓу повеќето системи кои ги направивме, тука беше посебно интересно заради тоа што покрај системот за производство и продажба на електричната енергија, кој што беше и субвенциран од општина Кавадарци солидна, со солидна субвенција, ние тука кај вас направивме и два дополнителни системи. Значи едниот го спомна тој за фармата, да имат во секое време светло и потреба и грење, а другиот и за домашните потреби, значи во случај на испад на електрична енергија, тој има еден дел од домаќинството му е обезбедено со електрична енергија, исто така од производство од соларната енергија со батерии, така да е еден посложен систем. И ние сме лично исто така задоволни. Беше ли предизвик за вас? Па тоа е суштината, тоа е првенствено предизвикот. Работа секогаш има, време и луѓе никогаш доволно, меѓутоа првенствено стручниот и техничниот предизвик и нормално сега со тоа доаѓаат и другите паралелни ефекти. Имаше ли трпение, Васил? Да, морам да речем дека и ние имавме трпение бидејќи во од ги минуваше потребите и барањата, ама без проблеми се разбиравме и се разбираме. Значи да го прошириме, да не го прошириме, па советување немаш потреба да прошириш или така. Во секој случај системот сега е заокружен, мислам функционален, али може да се може и да се надградува. Спомнали што сака нешто да се. Ако сака, ние сме тука. Меѓутоа сега треба да се вмешат и други луѓе од оваа бранша да се направи инсталација која може да го поднесе овој систем. Да се додатно Да, доколку сака да проширува, значи домашната инсталација мора да прате барниот капацитет. Тоа е веќе друга работа. Овие солари добри се, доволни се 28 милиони. Па дел се за производството, значи до 6 киловати поврзано со мрежата на Евана, а другиот дел е за неговите внатрешни домашни потреби, бекап системи, резерва за фармата и за домаќинството. Значи тоа се два независни системи, да не се добие погрешна представа. Дали во другите села во општина Кавадарци има интерес за вакво нешто и ако има, како се справуваш со тоа? Ние како се справуваме? Договарање и завршување на работа, меѓутоа сме ограничени со физичките можности и капацитет од луѓе. Интерес има, посебен беше интересот додека беше субвенционирањето од општината. Реално тоа е импулс дополнително и да речам 20% субвенција не е беззначајна, да, секако, така да и со тоа и исплатливоста се скратува рокот на исплатливост на системот, јасно, сигурно.
А сега се уште постојат посебно за фирмите. Во моментот ке фирмите се уште стое интересот за производител потрошувач до 40 киловати за малите фирми. Другото е преку регулаторна комисија во посебна постапка. Василе, што правиме натаму? Ке прошируваме ли? Ами сега ќе стоиме па ќе видиме, ќе прошириме, ако прошириме со фарма, Дали ама во селото годините ми се некои се годините ми се веќе многу. многу 72 години човек не се веќе давај, не се давај. малце. Лесно е да се даде човек, Абе така е, ама ама не може. ќе видиме. Добро. Младите како се интересирате за ова работа? Ова е модерна работа. Децата не. Ниедно дете не би се одуја за тие работи, сето е на работа. Некои внуци ми се по странство, некои се по Скопје и така да. Ти спадна најмодерен од сите. Да, сега удрено сум јас. Доле Да. ќе ја прошируваме ли мрежата во Теквишијата? Ќе правиме ли други поголеми зафати? Не за крај. А во принцип Ние ние и за нас и за нашите вие сестрински фирми направивме и во завршна фаза на пуштање инвестиција во Попова кула во Демир Капија. И со идеи да и како фирми како Инел Техники и Инел Интернационал за собствени потреби и во домаќинствата она што го имаме да го ефектуираме преку мрежата на Евено, така да има уште долго и поле за работа Сонцето ќе само- свети понатаму. Да, секако. Добро. Посекуваме многу успехи. Благодарам и да се гледаме вака за убави прилики Дај Боже. и успешни проекти. Што порачувате за крај? За крај да биде се уред, кој штев да биде здрави Господе ка дава, Здравието на тоа е најбажното. се него. Тоа е сето не е здравието најбитно е.